младината денес е по-прогресивна од тогаш и дека тие што стојат на одредени функции и места, стојат таму од лојалност и продолжуваат да стојат во такви глупости. Тоа е проблем. Гледа, у сваки случај се дешава кај нас е многу пострашна таа титаномахија, борба против постарите и помладите. Така што имаш у грчка митологија титаните против боговите. Еве рецимо од моја сфера ќе се кажам, ја еден филмаџија не знам кај нас од постариве што чита сценарија. А сценаристи се пишуваат. Значи исто како да правиш музика, да не слушаш музика. Абсурдно е. А исто така проповедаш како треба да биде напишано едно сценарија и си даваш право да судиш. Не може така. Јас сум од помалкото што читам. Они трга да понесе апсолутното тоа, дека од нив трга. Не, во секој случај, пак едно така е, знаете, во секој погледа, дека might is right, така силниот тепа кај нас. И затоа многу поише работи покажување зуби. Ти не мора кај нас не можеш да бидеш, не мора да бидеш квалитетен за да успееш, само можеш да покажеш зуби или да се протнеш некако. Али па гледам дека последно време се менува тоа и тоа ми дава надеж. Ми дава многу надеж за мене, за млади воопшто. Пошто горе доле ќе почне да ги снемува старива, така ќе дојдеме ние. Ќе биде наше време и тоа што немаат потеснувано, тоа што ни кажуваат дека не сме квалитетни, дека не сме способни, тоа ќе се одрази у нас и у Македонија понатака. Значи ние нема да го имаме тоа искуство, нема да го имаме тоа знаење што они би можеле да ни го дадат, што не дека немаат знаење, имаат пуна, не сакаат да ни го дадат од страф од нас. И тоа е оправдан е тој страф во секој случај. Ама тоа не значи дека можеш да го спречиш тркалото да се врти. Значи, не може старите да останат на власт за секогаш. Многу јасно, многу јасно. И затоа мислам дека највеќе што прават во моментов е со ова, со тоа што не потеснуваат, е дека не онеспособуваат уште толку во иднината. Како во, еве рецимо на факултет, кај нас не знам како е толку, али лично знам преку други. Гледам дека студентите поише се тепаат за подпис, за оценка, за партиципација, отколку за учење. Значи ти треба да го научиш професорот и да го играш за да добиеш оцена. Yes. Ти не мора да знаеш за да положиш толку. За некој зборам, за некој. Да. Имаме многу грубо знаење. Не, ова што збораш на место, затоа што го недолавајте, што го дискутираме ова и го потврдува да тоа ти што го збориш. Генерално, да се навратам на секунда за старите и младите, прогресивната тема е во тоа што ние како млади меѓу себе дискутираме. Повеќе, кога тргнуваме да крираме нешто, и ти конкретно, одма признаеш на кој момент би бил одбиен и затоа одма тргаш од тој алтернативен начин, кај што веќе можеш да успееш. Го бараш тој алтернативен пробив и тоа време сите млади генерално Македонија. Ќе гледаме дека преку тој комерцијален пат, или комуникално тој чистиот пат што е веќе забарикадиран. Дека возрастните тука има станали како барикада, тој што веќе застанал тука не мрда и мораме ние да најдеме некои други начини. Горе до младите веќе бараме некои сосема алтернативни начини, сосема алтернативни медиуми, платформи креираме за да можеме да се бутнеме некако, да стигнеме до тој некој imaginary brass ring што го викаат некои. А тоа ако не успееме устранство да избегаме, значи тоа не е нас. Ако не успееме да избегаме устранство. Да. Било кај, како да кажам, во филмска индустрија, било каде е боле од Македонија, апсолутно било каде. И кои соседиве, Косово е феноменално, Бугарија, Србија, Хрватска да не збориме. Да. Али па затоа на западот ти ако си квалитетен и отидеш на запад, ти ќе успееш, пошто системот е тако. Ако те бива ќе се добиеш тоа што е твое. Нема соработка кај нас. Македонеци немаат соработка толку. Јас знам лично, ја не верувам толку многу. Цело време, значи, вградено ни е мислење да очекуваме наш човек да не заебе. И тоа уопште не ми се свига. Јас. Тоа е многу тешко, тешка реалност да живееш во таква околина, во такво општество, кај што не осеќаш спој, нема единство никакво, кај што го има од другиве народи. Како се последниот филм, трети филм? Last Light. Last Light. Последната светлина.
Тоа нешто врска со Македонија или? Не, нема благи вeze. Како што се мислам? Во киносалите сум... Не, го нема, не, да може да го имаше. Ја планирам да го пуштам да се гледа негде јануари, пошто отприлика така тогаш го пуштивме. Да си истера година да иде на фестивали, па ќе го пуштам на YouTube да се гледа.